Првиот ден од грејната сезона имам чест да бидеме домакини градот Скопје на претседателот на владата Република Северна Македонија господин Зоран Заев и на директорот на Електростопанство Македонија господин Васко Ковачевски. Зашто сме сите овдека собрани? Собрани сме затоа што се ова трите институции кои што ја поведаа големата акција, најголема досега во градот Скопје, а тоа е за замена на печките на тврдо гориво со современи инвертори. Како што веќе знаете, вакви акции имавме во Шутовизар и во Сарајево, дека е сега во наредниве 3 дена и викендот во општина Ѓорче Петров и Карпосе под овој пункт и поминувам понатаму. Техниката е позната, луѓето доаѓаат, ги оставаат старите печки кои што потоа завршуваат на Трисла, зимаат по тврдата и до износ од 62.000 денари, согласно она што го имаме добиено како насоки и од владата и од ЕСМ, вршиме субвенционирање на печките. Тоа значи дека градот доби средства за замена некаде околу 5300 оджаци, 4080 апликации веќе има, наредната недела продолжува аплицирањето на граѓаните и во текот на оваа зима ќе имаме некаде околу 5000 оджаци помалку во воздухот во Скопската котлина и ќе можеме да трендот кој што го добиваме во последните 2 години, а тоа е намалување на официјалните мерни станици на квалитетот на воздухот, односно на загаденоста, подобрување на квалитетот на воздухот, да продолжи како понатамошен тренд. Јас ве повикувам и вас, представниците на медиумите и останатите градоначалници кои што не се дел од административно од Скопје, меѓутоа се дел од Скопската котлина, да и заеднички го направиме притисокот да и во општините Илинден, Петровец, Чучашандево, Рачиново и Сопиште се биде извршен еден благ притисок, бидејќи нели котлината не познава административни граници, со цел да и таму помогнеме да се поведат вакви акции, за да граѓаните во Скопје и во Скопската котлина веќе ги немаат проблемите со загадениот воздух. Благодарам.